Благодарам. Неколку работи кои што се нафрлаат на оваа говорница, поврзани со изборниот законник, се обраќам на колешката Рина Ајдари, а ќе одговорам и на ова нелогичност која што кажаа колегите од Левица, од причина што, ако сега не ги донесеме овие измени на закон, таа правна празнина ќе остане и очигледно вие не сакате независни листи да може да се кандидираат на овие избори. И сега повикувате да има вклученост на сите заинтересирани во изборите, оние што имаат независни листи, политичките партии секако, ама не дозволувате таа правна празнина да ја надминеме. Тоа произлегува од минатиот изборен законник, кој што го гласавме исто консензуално во ова собрание, на кој што сме подпишани јас, тогашниот координатор Мартин Костовски и Арбер Адеми, представник од ДУИ. 1% доаѓа од вкупниот број на запишани гласоци, доаѓа од препорака на ОПСЕ и ОДИХР, која што потоа во извештајот на реализација не се појавува како нешто што не сме го направиле. Уставниот суд ја донесе одлуката како што ја донесе, нема да ја коментирам. За да ја надминеме таа правна празнина која што постои, ние одлучивме да ова сега го направиме скалесто, односно да се даде фер шанса и да има разлика во сите општини. Односно, општините до 10.000 гласачи да соберат 100 подписи, до 20.000 гласачи 200 подписи и се така скалесто до најголемите општини. Јас не гледам причина поради која што сите вие тука сега се лепите на зборот на независните советнички листи кои што сакаат да кандидираат, а на кои што впрочем им даваме шанса истото тоа да го направат. Во однос на практиките за измени на изборниот законник кој што ги спомна колешката Рина Ајдари, само да посочам за јавноста дека и на вас и на колегите од Левица законот им беше понуден да го видат пред да го подпишеме. Впрочем и поднесувањето на законот чекаше 24 часа за да дојдете да го видите и да се сложите со тие измени. Дека сето друго, освен оваа правна празнина, се препораќа од ОПСЕ и ОДИХР, јас ви кажувам дека тоа е така. Дополнително, за промена поголема, консензуална на изборниот законник, Министерство за правда има работна група во која што ќе се вклучиме и тие големи измени треба да седнеме и ние, и невладини, и сите заинтересирани стейкхолдери да поработиме на таа проблематика и конечно да донесеме еден изборен законник прифатлив за сите. По однос на една изборна единица, не сакам тезата затоа што не сме гласале за закон поднесен од една колешка во која што имаше нафрлано многу работи, на која што имаше преференцијални листи за сите 120 пратенички места, да го кажувате дека ВМРО-ДПМН е против таква решение. ВМРО-ДПМН е за една изборна единица во која што ќе бидат вклучени и диаспората и во која што ќе има можност да гласа секој кој што треба да гласа и да бидат отворени ДКП-а. Благодарам.